Илинден е поим што е запишан во македонскиот код, збор кој што секој македонец го носи во своето срце и го чува во својата душа. Илинден е слобода и напредок. Илинден е Македонија, истакна на големиот народен собир на Мечкин камен премиерот Груевски. Оддавајќи им признание на сите револуционери, учесници во Илинденското востание, пред граѓаните, дипломатскиот кор и пред делегациите на политичките партии и општествените организации, Груевски потсети на нивната храброст и на нивната гордост, на континуитетот од Илинден 903 до Асном, каде што се реализира сонот за самостојна, суверена и современа држава. Илинден е нашата приказна за нашите идоли од минатото, за храбрите борци кои ни ја дарија слободата и државноста, за нив, за секој еден од нив, но и за нас, за секој еден од нас. Крушево падна пред големата воена сила, беше опожарено и ограбено, но духот на Илинден обстана, бидејќи беше изблик на националниот напон и стремеж за слобода и собствена држава, собиран со векови. Фактот што сме денес тука да го славиме големиот македонски празник, зборува дека победата на Илинден беше огромна и значајна. Говорејќи за светската економска криза, Груевски категоричен, македонската влада успеа да се справи со кризата, да нема отпуштање од работните места, да нема кратење на платите и да се подобри животниот стандард. Подсетувајќи на македонскиот пат кон Европската унија и НАТО за препреките и предизвиците, премиерот вети: македонското прашање се уште не е докрај затворено, барем не во мислите на одредени поединци кои имаат мок да блокираат и уценуваат. Мораме да останеме предпазливи на тој план. Но тој факт и таа принуденост наметната однадвор од еден наш сосед, принуденост да мораме да се занимаваме со предизвици за кои верувавме дека одамна се надминати, нема да не отргнат од нашите стратешки приоритети за членство во Европската Унија и во НАТО, ниту од активностите за севкупната модернизација која ние треба да ја направиме за нашите граѓани, нашиот народ, да имаат подобар, посигурен, побогат и поквалитетен живот. Ние со несмалено темпо ќе продолжиме да ги остваруваме нашите стратешки цели за членството во НАТО и во Европската Унија, за развојот на економијата, за одржувањето на добри меѓуетнички односи и градење соживот. На Мечкин камен Груевски говореше и за прогресот во образованието, за проблемите во земјоделието, во интелектуалното и моралното востание. А битката на нашите предци за слобода и самостојна Македонија порача да продолжи со битка за просперитетна и економски силна држава. На големиот собир на Мечкин камен му претходеа посети и свежо цвеќе на споменикот Илинден, на гробот на Карев, споменикот на Слива и панихида во црквата Свети Никола.